Акутниот проблем со вода за пиење во штипската населба Шардаван Баши да се решава на седница на Советот на општина Штип, денес побара советникот и координатор на ВМРО ДПМН Иван Јорданов. Решавање на проблемот со водата за пиење на овие жители на општина Штип, кои што повторно ќе кажам, се соочуваат со овој проблем континуирано години наназад. Станува збор за категорија на граѓани кои што во минатиот период најпрво добиле можност за легализација на своите имоти и во овој момент во тој дел од градот се изработува ДУП, односно можност за до нивните домови да се достави чиста вода за пиење. Нашиот предлог е да се инициира овој проблем со кој што се соочуваат овие граѓани и како советници да работиме во интерес на граѓаните, да го ставиме како точка на дневен ред за да можеме да излеземе во пресрет на нивните бари. Предлогот на Јорданов за председавачот Јане Миланов бил добар, но не за оваа седница. Малку е, нема да река, несериозно да настапуваме со предлог адхок на кој што ќе биде со формулација решавање на проблемот со водата за пиење. Значи ние дури и кога би можеле сега да ставиме точката на ред, не можеме да го решиме проблемот со вода за пиење, затоа што едноставно не знаеме со што се соочуваме на терен. Меѓутоа, можеме, ако имате иницијатива, да ја поднесеме таа иницијатива преку комисија, како што е ред, па да побараме во најмала рака информација околу состојбите какви се фактички на терен. Од своја страна, градоначалникот на Штип Благој Бочварски најави трајно решение на овој проблем. Општината уште од пред неколку месеци работи на решавање на овој проблем. Првиот аспект е дека работиме на проект за изградба на резервоар за вода, кој што ќе биде со поголем капацитет, бидејќи таа населба веќе е голема. И во овој момент се работи на еден помал крак за донесување на вода за уште неколку семејства, но со трајно решавање на овој проблем најавувам со изградбата на резервоарот за вода и донесувањето на водата до целиот овој дел од градот. Проблемот со вода во оваа позната штипска населба е децениски актуелен за повеќе од 70 семејства преку целата година, но особено тој е изразен при ниски температури. Од овие причини, за елементарна хигиена жителите вода обезбедуваа преку топење на снег и полнење на туби од други места. Тоа беше причина и што тие пред неколку дена излегоа на протести и побараа итно решавање на нивниот проблем.